Градот на ангелите се простира на 400 квадратни милји, со областите сврзани со него Санта Клара и Лонг Бич. Тука дом имаат бројни телевизиски продукции, уметнички перформанси и филмски премиери. Важноста да се биде близу до гламурот прави во градот да живеат речиси сите филмски звезди, бројни спортисти, уметници. Креативен главен град во светот, барем така го нарекуваат, подкрепено со факти. 1 на секој 6 жители во градот работи во креативната индустрија. Според Институтот за иновации во Лос Анџелес, има повеќе музичари, режисери, продуценти, филмаджи од колку било кој град во било кое време од развојот на човековата цивилизација. Лос Анџелес го сочинуваат 80 на квартови. Безбедноста не е насекаде иста. Некои делови хронично патат од криминал и улични банди. Актуелниот градоначалник Антонио Виларајгоса има полни раце работа со ова, а и резултати. Убиствата во моментов се на најниско ниво последниве 50 години. Лос Анџелес е дом на Холивуд, храмот на уметноста на подвижните слики, домакин на Оскарите. Во Лос Анџелес има 841 музеи и уметнички галерии. Факт е дека во Лос Анџелес има најмногу музеи по глава на жител споредено со било која метропола во светот. Најголемо и најпознато здание е Музеот на уметноста, што представува воедно и најголемо на западното крајбрежје на Соединетите Американски држави. И спортот е значаен промотор на престижот на оваа метропола. Доџерси во бейсбол лигата, Лейкерси и Клиперси во NBA, Галакси во фудбал. Сите имаат звезди, сите успешни тимови. Што и да правите во Лос Анџелес, имате чувство дека на вас внимава ангел чувар.